Иако од ВМРО-ДПМН веќе го отфрлија барањето на председателот на СДСМ Венко Филипче за одржување лидерска средба за евроинтегративниот пат, тој натаму не се откажува од ваквата идеја. Филипче ова го изјави на седницата на Националниот совет за евроинтеграции, на која рече дека за него се прифатливи предлозите на претседателката Силјановска за нов протокол. Тој момент на толкување на протоколите, прво. Понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од претседателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на Историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји на таа тема. Германија со Полска, Германија со Австрија. Силјановска откако вчера даде предлози за деблокирање на евроинтеграциите, денеска при посета на Рим имаше средба со својот италијански колега Серджо Матарела, на која тој рекол дека веќе има разговори со Антонио Кошта и со фон дер Лајен за блокадата на нашиот европски пат. И не само како член на групата пријатели наши, туку исто така и како голем пријател на Западниот Балкан, рече дека не сме Европската Унија да дозволи ние да бидеме жртва на идентитетски прашања или на билатерализација врзана за идентитетските прашања. Очекува и јас очекувам да дојде до разговори со нашите соседи, да видиме кое можеби е најдоброто решение. Инаку на седницата на Националниот совет за евроинтеграции се дебатираше за реформската агенда, што земјава треба да ја спроведе. Халил Снопче од партијата на Таравари рече дека изјавата на Кошта дека земјава треба прво да си ги сработи обврските била и поттик за Таравари да си поднесе оставка поради неисполнување на договорот за уставните измени. Зоди Кошта си пробацува си милиард и комитет интеркомтар, првече кај реализимин е реформа на минут дрейт пеште дрейт, да експлиците потенцој еден невоен друшимеве куштетуес. Пра интересанто што дите не њет, че зоти Антонио Кошта като декларат, дите не њет njeri prej-ministrëve të qeverisë dhe atë ministri i shëndetësisë, zoti Arben Taravari, deponoi dorëheqjen e parevokueshme. Министерот за евроинтеграции пак на ова рече дека имплементацијата на реформската агенда и планот за проширување не се поврзува со билатералните прашања.